Здраво, стрелци, добре дојдовте во новото видео. Ова видео е за вас, се однесува на месец април 2022 и пред да започнеме со праките, сакам накратко само нешто околу делот со претплатата. Значи, кога јас велам претплатете се, тоа никогаш нема да значи дека нешто треба да платите во пари. Во пари, значи, вие не учествувате овде вака, плаќајки нешто. Никогаш. Вие учествувате со тоа што се претплатувате, кликате на копчето, станувате дел од тоа, придонесувате каналот да расте, да се шири, коментирате, лајкувате, споделувате. И тоа е единствениот начин на кој вие придонесувате. Значи, никогаш ви ветувам ништо нема да ви биде наплатено. На поинаков начин. Да не должам да се преминеме на пораките. Оно што го гледам за стрелците, периодот, е прилично јасна енергија. Значи, убав месец, цена се, убав месец, месец април ќе ви биде убав месец. И што е најважното? Најважното овде е дека вие конечно доаѓате до некаква ваша моќ. Нешто што мислевте дека е изгубено или едноставно чувствувате дека сте излезени некако од колосекот, сте излезени некако, не ви е надофат вашата моќ, вашата способност, вашата способност за што? За да носите одлуки, вашата моќ за да направите воопшто нешто. Вие имате чувство дека тоа ви беше одземено и сега, конечно, вие доаѓате и се враќате на себе си, токму онаму каде што вие може да покажете кој сте, што сте и што умеете. Мислам дека многу од вас прават нешто во тајност. Правите нешто во тајност, тоа е многу убаво што го правите. Ако е во тајност, тоа не значи дека не е убаво. Вие нешто креирате, вие работите на нешто во тајност. Ова е вашиот проект, ова е вашето дете, ова е вашето, не ме сваќате погрешно, зборот дете го искористив колку тоа ви значи ова што го правите. И значи, ова што го креирате, толку сте му посветени, толку сте, сета енергија му се давате и со душа, и со тело, и со срце, и со се. Во моментов не ги гледате плодовите од работата. Ова моменти се и период е на чекање. На чекање вие нешто треба да чекате. Меѓутоа не се откажувате и нема да се откажете. Колку и да е нешто во малку така необично, во други околности можеби не би се согласиле на вакво нешто, сега сте упорни, истрајни и ќе чекате ако треба. Може да се работи со проект, може во љубовта, може, значи во секое поле може да биде, вие тоа толкувајте си го како вам ви одговара. Ја зборувам генерално. И значи, како што кажав, работите, премногу ова нешто ви значи, но зад затворени врати се прави. И сега што сакам да ви кажам? Дека добро е што не се откажувате и немојте никако да се откажете. Зошто? Затоа што ова вие сега што го правите. Вие за тоа сте и дојдени на овој свет. Вие за тоа сте и створени овде. Значи, токму затоа, вие конечно си го пронајдовте, сега пронајдовте причината поради која сте родени, поради која постоите. И тоа е многу убаво, многу убаво, ви носи задоволство. Се уште не ви носи плодови некакви, меѓутоа ќе дојдат за брзо време. Зошто? Затоа што универзумот, Господ, или какви да ја викате енергијата на која верувате, во месец април ви испраќа постојано, ви испраќа помош. Ви испраќа помош во вид на се, во вид на она што вам ви треба. Значи, сосема соодветствува на вашата енергија. Вие сакате во тајност, универзумот ја чува работа во тајност. Вие сакате да биде сознање, универзумот ви испраќа пораки. Вие сакате со способност, универзумот ви дава алатки. Значи, сакам да ви кажам дека
околностите, животот, судбината, Господ, универзумот моментално ве полнат со информации или со средства за да дојдете до резултатот. И ова ќе биде нешто многу големо на крајот, јас такво чувство имам, ова ќе биде нешто големо и нешто многу убаво. И ќе трае за додека вие траете, тоа ќе трае. Тоа ве уверувам. Друго што е важно, што доаѓа друго исто од страна, другите луѓе кон вас, доаѓаат некакви вести од некого за дека некоја работа дека почнувате нешто, вие ќе почнете нешто или нешто почнува врска со вас. И тоа што почнува е судбинско. Од ова не можете едноставно да се отргнете. Дали вие колку и да имате години, во која и возраст да сте во животот. Ова мораше токму сега да почне и почнува. Може би во љубовта. Може би сте се откажале, може би мислите дека за вас веќе нема надеж. Доаѓа нешто и тоа што доаѓа е судбинско. Може би во домот, во работата, во семејството, нешто убаво, многу убаво доаѓа. Нешто што вие сте се откажале. Чувствувам дека многу од вас се нешто усовршувате вие во вас. Дали некоја техника, дали некакво знање, дали некаква стратегија. Вие нешто усовршувате и работите на нешто и сега, април месец, крајот на април месец, доаѓаат резултатите во форма на она што вие го сакате. За некого е сертификат, за некого е диплома, за некого е потврда на добро завршена работа, за некого е некак документ што треба да се потпише и да се започне нешто ново. Значи, крајот на април ќе се здобиете со потврда за вашата значи, крајот на април ќе се здобиете со Ајде вака, ќе го објаснам просто. Со сертификат за успешно завршена и успешно совладана некоја работа. Може би вие сте биле само сте учеле некој занает и тоа може да биде. Значи, се може да биде. Вие знаете во што сте внесени, на што сте посветени и конечно доаѓа резултатот, сертификатот, потврдата, дипломата и така натаму. Како што кажав, се е одлично, доаѓа помош и од страна, доаѓа помош и од надвор. Исто друго што е важно, дека некој работа во вашиот живот што е голема, не е мала, или некој човек кој е голем, не е мал, сака да ги исправи работите и сака вас, исправајќи ве повикува да дојдете. Може би вие некаде треба да поидете, може би доаѓа кон вас, но сака да ја има моќта да ве внесе во нешто. Не знам што значува за вас. Сите ќе си видите вие што значи вашиот живот, меѓутоа сака да ве вклучи во некоја работа. Дали самите околности ќе ве однесат некаде каде што ќе бидете вклучени со уште еден, можеби, со уште некој. Но ова вас ќе ве врати во живот на некој начин. И исто така и ова што го започнувате сега е многу значајно, затоа што ќе биде долготрајно, ако не и доживотно. Почнувате нешто, дефинитивно април месец е месец на нов почеток во нешто за вас. Некаков креативен потфат, нешто вас ќе ви биде, во април месец ќе ви биде покажан патот, ќе ви биде покажан, некој или нешто ќе ви покаже на каде треба да одите, каде да тргнете и ќе ве носи со вас кон светлината. Сите вие што сте во мракот, сите вие што чувствувате
тага, депресија, меланхолија, носталгија. Некој ќе ве поведе со себе некаде и ќе ви ја покаже светлината. Значи, апстрактно се овие зборови, вие ќе знаете во вашиот живот во кое поле ќе се однесуваат. И ова каде што ве носи, е нешто каде што од секогаш, каде што вие припаѓате, каде што вие може да растете, каде што вие може да се ширите и зголемувате. И уште нешто за крај тоа, дека некој јарец може би во вашиот живот ќе ви донесе некакви непријатности, не се ништо страшно, не се плашите, ништо страшно, зборови некои се што ќе ве иритираат. Или пак можеби, па не можеби, тоа некој ви носи, може не е јарец, нешто некои зборови што ќе ви иритираат периодов. И ќе ве стават во некоја чудна, зошто имам чувство дека се работи за љубомора, значи или вие ќе бидете љубоморни или другите. Таа чудна енергија, меѓутоа ништо страшно, не плашете се, се друго, се останато е совршено добро. И за крај, знаете што правиме, се занесувате желба и јас одговарам со да и не, меѓутоа ова не го земаме во предвид. Многу карти. Ајде да видиме од почеток. Моите драги стрелци, кој ќе биде одговорот? Може на прашањето, може за желбата. Прекрасно. Значи прекрасно. Доаѓа најубавата енергија што можете да доживеете во вашиот живот. Одговорот е да. Одговорот е да. Ви праќа универзумот нешто што ќе го исполни целото ваше срце, целиот ваш живот. Значи нешто прекрасно. Да не објаснуваме, самата карта може да видите. Значи ова е преплавени од емоции, од убавина, од спокој, од мир, од радост. Драги мои стрелци, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!